параши наресене па. Повеќе настан, повеќе култура. Знам да носам товар. Скапи спотови, билборди, плакати, секојдневни митинзи и средби со граѓани. Уште во првата недела од кампањата за локалните избори на 17 октомври, големите партии го освоја јавниот простор. Но на овие избори се тркаат и 65 независни советнички листи. Не можат да одговорат на платената пропаганда на големите, бидејќи за нив нема пари од државниот буџет, па својата визија за општината во која се тркаат ја споделуваат на места и настани кои се бесплатни. Една од тие независни е советничката листа на Зелен хуман град, која е во трка за Советот на град Скопје. Носителка на листата, составена од познати борци за животната средина, активисти од различни профили од граѓанскиот сектор и универзитетски професори, е Драгана Велковска, досега советничка во градското собрание од редовите на левица. Ние допираме на начин што сме континуирано на улица, на начин што низ годините наназад сме биле континуирано на улица, ние сме произлезани од тие локални социјални движења и голем круг на луѓе веќе ги не препознаваат нас, ја препознаваат нашата волонтерска работа, а таа доверба која ние сме ја стекнале низ годините е всушност оној клучен елемент кој на нас ќе ни обезбеди голема поддршка на изборите, како што впрочем ни обезбеди при собирањето на подписите. Кампањата ја започнаа во општината Шуто Оризари, за која ветија дека доколку влезат во локалната власт, ќе бараат нејзин еднаков третман како и другите општини под градот. Зелен хуман град има и платформа наречена Мој град, за која вела дека е канал за постојана комуникација со граѓаните. Таму се собираат предлози за подобрување на условите за живот во Скопје. Визијата за главниот град, вели Велковска, мора да биде надпартиска и стручна. Ги лоцираме проблемите на граѓаните, низ нашите принципи, низ нашата рамка за одржлив развој и праведна транзиција ги насочуваме решенијата и континуирано сме во комуникација со луѓето, за да не се почувствуваат отфрлени, да не се почувствуваат дека не се за ништо прашани, дека некој им наметнува решенија, затоа што досега така беше и тоа не сме да продолжи. На општо ниво, слични програмски заложби како Зелен хуман град има независната листа која се бори за место во Советот на општина Центар, Шанса за Центар. Јана Белчева Андреевска ја предводи листата од вкупно 23 кандидати, меѓу кои има архитекти, професори и активисти. Белчева и досега беше советничка, па и председателка на Советот во Центар. Иако независна, СДСМ ја стави за носителка на нивната листа на минатите избори, па потоа се судрија за прашање од урбанизмот. Мислам дека со влегувањето на независните листи основната цел е МОКТА да се врати кај граѓаните. Тие да имаат своји реални представници во Советот, кои ќе се борат за нивниот интерес, кои ќе се борат за јавниот интерес, кои ќе носат одлуки кои се за квалитет на живот на сите, а не само за малкумина. Кои ќе бидат практично чувари на општината од апетитите на малкумина, на мокници или од некакви партиски интереси. Програмските определби Шанса за Центар ги представува преку непосредни средби со центарци и преку социјалните медиуми. За нив, ваквиот пристап нуди свежина во политичкиот простор, спротивно, како што велат, од она што една мокна кампања со многу пари може да го понуди. Мислам дека имаме една сериозна програма, модерна, секако се темели на 4 столба кои мислам дека се основата на тоа и што биле нашите досегашни заложби со кои продолжуваме понатаму, а тоа е добро владење, односно транспарентност на процесите, вклученост на јавноста во носење на одлуките, потоа зелен развој, рамномерен развој, креативна заедница која ќе биде вклучена во носењето на одлуки, која во просторот ќе може да се искаже себе си и секако квалитетен живот што подразбира квалитетни урбанистички и плански решенија. Во борба со големите, но во Битола е независната листа поинаку. На минатите локални избори тие освоија 2 советнички места. Својата програма ја објавија при промоцијата на кандидатите. Ветуваат нов градски парк, субвенции за електрична енергија, стационар за бездомни животни, реконструкција на зоолошката градина и на планинарскиот дом Копанки. Бараме Битола да има чисти улици, Битола да нема повеќе проблем со сообраќајниот метеж, Битола да стане туристичка дестинација, бидејќи ја имаме најубавата планина во државата и бараме едноставно да имаме живот онака како што доликува во 21. век, да има еден град кој што е втор, трет по големина во државата.
Габриела Илиевска, која и во последните 4 години беше советничка на Поинаку, не сака да прогнозира колку места очекува да освојат на овие избори. Сепак, тврди дека ќе бидат фактор на одлучување во следниот општински совет. Иако е кампањата веќе започната, ние во кампањата само ќе го потврдиме она за што сме се залагале, она што сме го работеле во изминатите 4 години и дека ќе им кажеме на граѓаните дека се што сме ветиле, како претходно, така и сега ќе пробаме да го реализираме со наредната власт која и да е во општина Битола. Но не сите независни листи во своите редови имаат поранешни советници. Таква е Подобро за Тетово, која ја предводи архитектот Хамди Сулејмани, во јавноста познат како дел од иницијативата да ја спасиме Попова шапка. Тој уште 30 активисти одлучиле наместо само активистички да се обидат да направат промена и преку институционално делување. Ne kemi edhe platformën tonë, të cilën platformë edhe shtrihen 3 shtyllat kryesore. Kemi transparencë dhe llogaridhënie, ambient dhe hapësira të pastra publike, kemi edhe qytet të urbanizuar me plan. Këta janë 3 elementet kryesore për të cilët ne do të angazhohemi si këshilltar të ardhshëm komunal në atë institucion duke kërkuar transparencën, ku deri sot komuna ishte e mbyllur dhe e cila nuk është e shfaqur apo nuk prezantohet ashtu para publikut, ku dyert e komunës janë të mbyllur për qytetarin. Како по некое непишано правило, суштината и на програмата на Подобро за Тетово е хуманото живење. Намалување на загадувањето на воздухот и околината, нови паркови и пешачки патеки, па и укинување на урбанистички планови се некои од главните ветувања. Ќе ги повикуваме сите носители на листите во Тетово, кои што се кандидати за Советот на општина Тетово, да потпишеме заеднички меморандум дека од денот кога ќе се ангажираме во Советот на општина Тетово да донесеме нова иницијатива која што ќе води до поништување на урбанистичкиот план за делот Шикелак Тетово, каде што сите знаеме дека истиот беше во брза постапка донесен, сите знаеме за кои кланови, за кои групи богаташи. На југот од земјата пак се појави првата меѓусебно поврзана група на независни листи. Под слоганот "Стига е", 3 независни листи составени пред се од екоактивисти ќе се тркаат во 3 засебни општини – Босилово, Струмица и Новосело. Ги споил заедничкиот непријател, најавениот рудник и ловица штука, кој ќе влијае на сите 3 општини. 4,5 години, 5 години од како се буниме и бориме и пред сите избори одредени политички структури кажуваат дека се против рудник. Значи декламативно ќе излезат, ќе дадат изјава дека се против рудник и ништо, толку повеќе. Сакаме да влеземе во советите затоа што ако дојде да треба да се отвори тој рудник, треба да поминат многу прашања, многу одобрувања, многу потврди кои што најверојатно ќе треба да ги даде општината, односно советот на општината. Рудникот можеби е заеднички, но не е единствен проблем. Секоја од 3 општини си има своји, посебни. Во Босилово, вели Велков, тоа е загадување на воздухот и почвата и од други извори. Гласови за нивната кауза бараат на социјалните мрежи, интернет порталите и преку директни средби. Што очекуваат да се случи на 17-ти? Велков прогнозира 4 места во 15 члениот совет. Нашите очи се свртени кон луѓето кои што размислуваат, кон луѓето кои што можат да се одделат од матрицата на партијата, кон луѓето кои што изгубиле надеж веќе од тој пристап на големите партии како да се решаваат, односно воопшто да не се решаваат проблемите. Така да очекуваме доста позитивни резултати не само во Босилово, туку и во Ново село и во Струмица. Секој што учествува има право да се надева на успех, но дали е можен вистински потрес? Политичкиот аналитичар Сашо Клековски ги нарекува независните и зелени листи и прогнозира нивен успех на изборите. Во сите скорешни истражувања за општествените приоритети или предизвиците по невработеноста и корупцијата, број 3 прашање е загаденоста, аерозагадувањето, ѓубрето, значи сферата на заштита на животната средина. Луѓето на кои тој им е прв приоритет.
луѓето на което име втор приоритет, мислам дека создават одлична основа за овие зелени независни листи. Токму таа категорија на граѓани која е загрижена за животната средина, вели Клековски, е особено активна на интернет просторот. Токму таму може и да се добие нивната поддршка со таргетиран пристап преку социјалните медиуми. Јас лично не верувам во ефектите на традиционалните кампањи. Мислам дека дури и теоријата вели дека повеќе од 5% не може да влие ниту кандидатите, ниту кампањите на определбите, на базичните определби на граѓаните. На 17 октомври, меѓу другото, ќе се види дали и без традиционална кампања независните можат да добијат доволно поддршка за да им ги поматат сметките на големите и да станат можеби мали, но важни фактори во новите совети.